Добар ден на сите. Ми представува особено задоволство да видам вака полн амфитеатар на Градежниот факултет, да видам млади лица, стрекни лица и да им дадеме поддршка сите, ги гледам колегите тука како поддршка, моите колеги, професори, наставници, да им дадеме едноставно ветер во крила, да они продолжат на својот пат и да успеат на оној пат на кој што го започнале. Почитувани колеги, дами и господа, драги студенти, добре дојдовте на Градежниот факултет. Денеска на првиот академски ден започнувате со едно највозбудливо поглавје од вашиот живот. Човештвото од секогаш се трудело да остави свој белег создавајќи градби кои ќе сведочат за неговото постоење, неговите убедувања, културата и традицијата. Од најраните времиња луѓето се воодушевувале на величенствените градби, кои денеска ги нарекуваме чуда на инженерството. Градби од камен, челик и бетон, кои всушност се приказни. Приказни за луѓето кои ги создале, за заедниците кои живееле во нив, и сведоштва за генерациите кои доаѓаат. Кога бев млад како вас, се воодушевував и јас на големите градби и си замислував како еден ден ќе стојам пред нешто што самиот сум го изградил. Сонував заедно со својот татко, кој исто така е градежен инженер, да изградиме мост. Мост кој нема да ги поврзува бреговите, само да ги поврзува бреговите и луѓето, туку ќе биде символ на поврзаноста помеѓу генерациите, помеѓу таткото и синот, помеѓу минатото и иднината. Денес, драги студенти, вие започнувате да го градите собствениот пат. Пат кој ќе ја трасира вашата професионална иднина кон знаењето, кон можностите кои сами ќе ги создадете. Патот нема да биде секогаш лесен, ќе има предизвици, моменти на неизвестност, но треба да знаете дека секој предизвик е дел од процесот кој ќе ве обликува во инженери. Пред вас предстои динамичен период на учење, во кој ќе има денови кога ќе мислите дека наставните материјали се преобемни, формулите комплицирани или програмските задачи нерешливи. Но токму во тие моменти ќе се калите како инженери. Не плашете се од тешкото. Тоа е знак дека сте на вистинскиот пат. И имајте предвид дека градежното инженерство не е само формули и пресметки. Тоа е многу повеќе, тоа е креативност, одговорност и визија. Учете со љубопитност, градете со страст. И секогаш имајте предвид дека вашата работа е значајна за луѓето, за нивниот живот, за нивната сигурност и иднина. Од друга страна, наша обврска како професори и ментори е несебично да ви ги пренесеме нашите знаења и да ве водиме низ овој сложен, но инспиративен пат. Вашето образование ќе се гради преку предавања, вежби и дискусии, тимска работа, практични проекти и пријателства, кои ќе траат за цел живот. Затоа ве повикувам, бидете љубопитни, поставувајте прашања, предизвикувајте ги воспоставените норми и стереотипи. Бидете истрајни, патот ќе има пречки,
но секоја од нив е лекција. Бидете заедница, помагајте си еден на друг, соработувајте и заедно градете го вашиот успех. Денес не сте само студенти кои се запишуваат на факултетот. Денес станувате дел од една голема фамилија. Фамилијата на Градежниот факултет во Скопје. Фамилија која има богата традиција, но која со вашето доаѓање гледа кон уште посветла иднина. И на крајот најважното. Не гледајте на овој факултет само како на обврска. Гледајте го како можност да пораснете, не само како инженери, туку и како личности. Овде ќе стекнете пријатели, ќе доживеете моменти што ќе ги памтите целиот живот. Затоа ве советувам, уживајте во процесот, учете, прашувајте, сомневајте се и истражувајте. Немојте да се плашите од грешките, тие се составен дел од токму од тој образовен процес. Драги студенти, бидете горди на патот што сте го избрали. Денес започнувате нешто големо. Среќен почеток. Ви благодарам. Сега ќе продолжиме со вториот дел од планираната програма, а тоа е трибината на тема дигитализација во градежништвото, па ќе ги оставам колегите кои се одговорни да започнат. Добар ден, драги колеги, почитувани професори и асистенти. Најпрво би сакала да посакам успешна година на новозапишаните наши колеги и сакам да ви посакам година со многу искуство, многу знаење, се разбира и забава. Би сакала да ве воведам во нашето градежништво со една интересна и многу актуелна дискусија. Тоа е дигитализацијата во градежништвото, заедно со наши професори, асистенти и студенти. Првим би сакала да го представам нашиот прв панелист, Никола Нисев, магистар по технички науки во градежништвото, докторант и асистент на катедрата на метални конструкции. Првото прашање што го имам кон вас е колку од денешното образование успева да ги подготви идните инженери за примената на новите дигитални алатки и технологии во реалните градежни проекти. Ви благодарам. Најпрвин сакам на новите студенти да ви посакам добре дојде од Градежниот факултет, од катедрата за метални конструкции и да ви ја поздравам една од вашите најдобри одлуки, односно да се запишете на Градежен факултет. Денешната тема дигитализација во градежништвото, ќе ја започнеме, гледате позади нас видеа од комплексни објекти, веќе измоделирани, веќе испроектирани, веќе направени, но тоа не треба на вас да ви представува страв, дека ова само треба да покаже дека професијата што имате изберено е комплексна, професијата што имате изберено на крај ќе ви даде еден успешен пат во животот и се што треба да знаете како почеток ко студенти, почнувајќи од денешниот ден, вие ќе почнете да го осознавате градежништвото, да го осознавате градежното инженерство и да ги почнувате основите на градежното инженерство. Преку вашите студии ќе се запознаете со сите потребни алатки, ќе го стекнете целото знаење за да може да проектирате вакви објекти, да менаџирате, да изведувате и така натаму. Треба да знаете дека како студенти во вашите додипломски и постдипломски студии ќе ги осознаете сите потребни алатки, ќе навлезете во дигитализацијата на градежништвото и вие ќе бидете дел од тоа градежништво и од тој напредок во светските трендови на дигиталните алатки, софтвери и апликации и со тоа ќе бидете многу конкурентни како на домашниот, така и на странскиот пазар. Ви благодарам. Ви благодариме.
Нашиот следен паналист е Симона Богоевска, во моментот е вонреден професор на Градежниот факултет на катедрата за теорија на конструкција и компјутерска анализа. Од тука би сакала да ве прашам како ја гледате вие најголемата промена во аспект на дигитализацијата во анализата на конструкциите. Благодарам на представувањето и најпрво топло добре ден на сите присутни брусоши што одлучија да го продолжат своето образование на Градежниот факултет во Скопје. Ви благодарам на интересното прашање. Јас ќе се обидам во куси црти да низ мојата лична образовна историја да ги допрам границите на анализата на конструкции. Впрочем, анализата на конструкции представува и полето од градежништвото кое што секогаш е на фронтот и на контактот прво во удар со најновите и современи дигитални алатки, бидејќи за да можеме да ги добиеме нашите конструкции во реалноста, во позадина мораме секогаш математички да ги пресметаме. И во денешно време знаете дека би било навистина штета тоа да го правиме рачно, без да ги користиме сите можни компјутерски алатки, ние велиме софтвери, математички пристапи преку специјализирани софтвери од нашата област со кои што ги пресметуваме и анализираме конструкциите кои што ги проектираме. За мене лично беше особено изразено воодушевување и задоволство што имав среќа и шанса во животот токму да навлезам во оваа област преку моето понатамошно докторско истражување, кога таман помислив дека границите се достигнати во примената на сите дигитални можности во нашата област, се судрив со уште поинтересна иновативна област, така наречена мониторинг на конструкции или следење на здравјето на конструкциите, каде што открив дека градежништвото, покрај тоа што се грижи да ги произведе во реалниот свет конструкциите, има сериозна обврска да ги одржува и чува и оние конструкции кои што се веќе изведени и изградени преку нивно редовно следење. Мора да внимаваме на нивните промени, понатаму на нивната функционалност, затоа што професијата е сериозно одговорна и со секоја конструкција одговараме и за човечки животи и за сериозни материјални штети. Благодарам. Благодариме. Нашиот следен панелист е Наташа Малијанска-Андреевска, магистар по технички науки од областа на геодезијата, докторант и асистент на катедрата за геодезија. Моето прашање до вас е, познато е дека по завршувањето на студиите се вработувате во висока државна институција и сакавме да ве прашаме дали тоа што го стекнавте знаењето за време на факултетот ви помогна при работата и воедно ако може накратко ни кажете на какви проекти работевте и дали тоа работно искуство ви помага денес и исто така како влие техничкиот напредок и дигитализацијата во вашата работа во геодезијата. Благодарам. Пред многу прашања, меѓутоа накратко ќе ги одговориме. Пред да почнам со одговорите, сакам само да ги поздравам нашите нови студенти и да им посакам добре дојде, а исто така и на сите студенти и на сите мои колеги да си посакаме добар почеток и плодна и успешна нова учебна година. Доколку погледнеме неколку децении наназад, геодетските инженери главно работеле со класични мерни инструменти, многу долго време поминувале на терен за да соберат просторни податоци, а уште подолго време било потребно за тие просторни податоци да се обработат и да може да се произведе некој продукт во вид на картографски приказ или геодетска подлога, што нормално најчесто били изработувани на хартија. Меѓутоа денес со технолошкиот напредок, со дигитализацијата, состојбата е целосно променета и геодетската професија е целосно трансформирана. Денес постои модерна технологија за собирање на просторни податоци, како тотални станици, GPS уреди, лазерски скенери кои што може да бидат поставени на земја, фиксни или мобилни, па да бидат поставени на автомобил или на некое летало како авион или беспилотно летало или дрон. Интересното тоа што е овде, тоа што модерната технологија возможува собирање на огромна количина на просторни податоци кои што се детални, прецизни, а за тоа не треба многу време.
Како илустрација од едно лазерско скенирање се добива огромна количина на точки кои што се во 3 димензии и врз основа на нив може да се изработат најразлични 2D и 3D модели на терен, на објекти од интерес, кои што понатаму колегите може да ги користат за планирање, за проектирање, за изградба и за следење или мониторинг на некои објекти од интерес. Како што кажа колешката, веднаш после дипломирање започнав со работа во Агенцијата за катастар на недвижности и таму имав можност да работам баш на еден таков проект кој што представува дигитализација во права смисла на зборот, односно проектот беше дигитализација на аналогните геодетски подлоги во дигитални. И уште еден важен или значаен проект за нас е лазерското скенирање на теренот, каде што еден таков облак од точки, кој што имате можност да го видите и во презентациите позади нас, е направен за цела територија на Република Македонија, па може да се пофалиме дека имаме и дигитални геодетски подлоги и еден ваков моќен продукт, а исто така на презентациите може да видите и 3D модели на терен и на објекти кои што се изработени баш врз ваков облак од точки. Прашањето беше дали бев спремна после завршувањето на факултет директно да одговорам на овие потреби во агенцијата. Можам со задоволство да кажам дека она што го стекнав на факултет одговараше и можев да бидам конкурентна и да одговорам на потребните задачи таму, а од друга страна пак цело тоа практично искуство сега ми помага во одржувањето на практичната настава како асистент на катедрата за геодезија, да ги спремам студентите со потребното знаење, вештини, знаењето за дигитални алатки, да може веднаш по завршувањето да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Ви благодариме. Следното моje прашање е за Јована Трајковска, магистар по науки од градежништвото, конструктивна насока со 5-годишно работно искуство и е моментално вработена како градежен инженер во компанијата WBE. Јована, моето прашање за вас е како дигитализацијата влија врз можноста за вработување во странство како градежен инженер, заради тоа што претпоставувам дека голем број студенти се заинтересирани за тоа. Најпрв сакам јас да ги поздравам сите и да им посакам среќа на сите студенти. Благодарам на прашањето. Па вака, во денешно време дигитализацијата на сите нас не овозможува да комуницираме со други луѓе без разлика каде тие се наоѓаат географски. Па така и ние, како градежни инженери, може да се поврзаме со колеги од други држави. Компанијата во која што работам има канцелари во 3 држави, во Македонија, Белгија и во Португалија. И често нашите проекти се заедничка соработка на тимовите од сите 3 локации. Дел од проектите на кои што досега имам работено биле лоцирани во Белгија, дел во Холандија, дел Америка, дел Австралија. Значи, ние не мораме како градежни инженери да бидеме физички присутни во Белгија за да учествуваме во проект кој што се изведува или креира во Белгија. Како што спомена и моите колеги, знањата кои што ги стекнавме на градежниот факултет се одлична основа за работа тука, но и во странство. Сега, како прогресира технологијата, така се менуваат и алатките, односно технологиите кои што се користат во градежништвото. Со дел од нив ние се среќаваме во нашите студии и ги користиме, но неизбежно и во текот на работа се сретнеме со нови технологии, нови софтвери. Знањата кои што ние ги стекнуваме во еден, често ни помагаат да го совладаме полесно следниот софтвер. И сметам дека генерации кои што раснат во дигиталната ера, со добра основа немаат проблем да совладат било каков предизвик. Супер, ви благодарам за одговорот. Прашање до Фросина Пановска-Ѓорѓевска, асистент и докторант на катедрата за хидротехнички објекти. Заради тоа што, кој што напомена, вие сте асистент на хидротехнички објекти, сакам да прашам какви способности и со што се занимаваат колегите што ќе завршат тој смер, и сакам да прашам како токму личи дигитализацијата во хидротехничките објекти. Ви благодарам на прашањето. Добар ден и од мене. Ви посакувам среќна учебна година на вам, нашите бруцоши и на моите колеги. Јас ќе започнам со еден краток вовед што е тоа хидротехника, бидејќи сум сигурна дека голем дел од нашите бруцоши можеби и прв пат го слушаат поимот хидротехника, а веројатно воопшто не го поврзуваат со градежништвото.
Се работи за една струка која што е дел од градежништвото. Ја изучуваме овде на градежниот факултет, кон неа се устручувате на вториот циклус на студии, а истото обработува една тематика со која што секој од нас секојдневно се сретнува. Уште рано наутро, кога ќе тргнете од дома за на училиште, сега за на факултет, вие ги користите лагодностите на хидротехниката. Како? Ќе одите во тоалет, ќе пуштите вода, сето тоа овозможено во вашиот дом, да ја користите водата во реално време е резултат на хидротехничкото инженерство. Нашите предци проектирале брани, граделе брани, проектирале водоводни системи, системи за наводнување, изведени се тие системи и овие објекти на нас ни помагаат да живееме во едно модерно цивилизацијско општество како што уживаме денес сите. Хидротехничките објекти и хидротехниката како дејност представува струка која што ги допира водата и инженерските конструкции. На градежниот факултет ќе се сретнете и ќе изучувате голем број на техники, математички пресметки, физика, се што ви е потребно за да проектирате инженерски конструкции поврзани со водата. А зошто е тоа важно? Вие знаете дека водата е живот. Уште во антиката, нашите предци, античките египќани, луѓето од Месопотамија, живееле покрај реките Тигар, Еуфрат, Нил. Зошто го правеле тоа? Токму поради водата. Водата е живот. Водата им требала на сите. Нашите предци, античките цивилизации, се справувале со водата емпириски. Тие не познавале математика и физика како ние што познаваме денес. И тие токму ги начнале оние почетоци на хидротехниката кои ние денес ги практикуваме. Во минатото водата ја имало во изобилие. Денес не е тоа така. Денес водата е под огромен притисок од страна на растечката цивилизација. Имаме голем број на население во светот. Сите ние имаме зголемени потреби за вода за пиење, потреби за вода за наводнување, потреба да се спасуваме од водата кога ја има во преголемо изобилие, од поплави и така натаму. А од друга страна, водата се соочува и со еден друг притисок, кој што се вика хидроенергија. Односно, во еден период на климатски промени пробуваме да ги истиснеме фосилните горива, сакаме со хидроенергија да произведеме што е можно повеќе чиста енергија, значи тој дополнителен притисок на водните ресурси и е како ја го усложнува користењето на достапните води. Па тука ние како градежни инженери кои што завршуваме на одсек хидротехника, ја наоѓаме својата улога од проектирање до изградба, управување со водостопански системи, мониторинг на овие објекти. Секаде, значи, го наоѓаме нашето место како хидротехнички градежни инженери. Од аспект на дигитализација во хидротехниката, секако дека не сме изостанати. Ние на градежниот факултет работиме многу рачни пресметки, вие прво со тоа ќе се соочите. Меѓутоа на втор циклус на студии, во секој предмет на одсек хидротехника ќе работите програмска задача со примена на некаков софтвер. Меѓутоа ние тука на градежниот факултет не треба да ви учиме само како да користите софтвери, туку треба да ви научиме како да ги толкувате резултатите од тие софтвери. Ако внесете ѓубре во софтверите, ќе добиете и ѓубре како излез. Тука тоа ќе не биде примерна задача, да ве научиме како разумно, инженерски да донесувате заклучоци и да ги толкувате тие резултати. Јас тука завршувам, доколку има повеќе прашања, ќе дискутираме понатаму. Да, тоа беше супер одговор. Сега ќе воведам нов панелист, што е всушност студент од прв циклус на градежништво и член на нашето факултетско студентско собрание, Мија Додавска. Мија како студент, баш би сакале да знаеме од вашето лично искуство, што сметате дека е подобро? Дигитална обработка или рачна изработка на цртежите? Благодарам, Ружица, на најавата и на интересното прашање. Како студент сметам дека никој не сака да го оди долгиот пат и сите сакаме да скратиме нешто, па така посегнуваме и по софтвери уште многу пред да сме спремни за тоа. Сепак не за џабе рачното цртање и пресметките се останати се уште во практиката, за да и всушност бидеме готов производ кога излегуваме од оваа институција. Сметам дека е неопходно да се црта рачно во еден момент и да се почне со тоа кога сме на почеток на нашите студии, но исто така и со текот на времето да се учат и проучуваат нови софтвери, бидејќи со нив располагаме и работиме по нашите студии.
Така да, комбинацијата од двете би требало да биде застапена. Да, ти благодарам ја. И нашиот последен панелист е Андреј Стефановски, дипломиран градежен инженер и од овој семестар студент на магистарски студии на градежниот факултет и воедно е нашиот председател на студентското собрание. Бидејќи го имате завршено вашиот прв дел од студиите, кое е вашето искуство со користење на дигиталните алатки при студирањето и воедно дали забележувате некоја поголема трансформација за нивната примена? Здраво на сите, прво сакам да ви посакам успешен старт на вашите студии. Навистина градежништвото е предизвик, меѓутоа и отвара големи можности во вашата иднина. Бидете истрајни и издржете во студиите. Бих дал краток осврт на моето студирање и користење на дигитални алатки и софтвери додека студирам. Воедно во моите 4 годишни студии досега на градежниот факултет, на почеток, посебно во првата година, користевме се помалку и помалку дигитални алатки и софтвери за пресметките, меѓутоа мислам дека тоа е добро кога доаѓа на збор за тоа да се црта, моделира или слично. Добро е да се црта на рака, да се добие добра представа за просторот за кој што тоа се црта. Исто така и за пресметките, како што кажа нашата колешка, дека е добро да се извршува на рака, за да може да се свати нивната суштина, за кога ќе дојде да се користат дигитални алатки, да не се влезните фактори да не се погрешни или лоши, за да добиеме добри резултати. Меѓутоа, како што одминува годините на моето студирање, се повеќе и повеќе се користеа софтвери и алатки, дигитални алатки за цртање, така да трансформацијата е видлива. Исто така и во разговор со моите помлади колеги кои се во пораните години, и таму е извршена одредена трансформација и дигитализација на самите алатки, па мислам дека добро ќе се снајдете вие како нови студенти. Верувајте, не исакајте го цртањето и пресметките на рака, затоа што тоа ќе ви помогне во иднина кога треба да ги користите самите софтвери. Ти благодариме. Се враќаме кон Никола Нисев. Следното прашање е дали челичните конструкции кај нас се веќе дел од дигиталната трансформација во градежништвото и според вас до кој е степенот на примената? Благодарам. Јас како представник од катедрата за челични конструкции и како дел од тимот кој работи на проекти во индустријата и во високоградбата, кои се во голем број челични конструкции, можам да кажем дека дигитализацијата и автоматизацијата во оваа гранка од градежното инженерство се на многу високо ниво, така да од самата анализа на конструкциите, при проектирањето, моделирање на комплетни 3D модели, до, што викаме ние, до последна завратка и завар, потоа, со помош на тие модели се автоматизира и изведбата, односно производството на самите конструкции. Ако одите во некои од посериозните македонски компании за изведба на вакви челични конструкции, ќе видите дека таму сечењето на профили, такви работи оди се автоматизирано, заварувањето на профилите на конструкциите оди автоматизирано со роботи, така да дигитализацијата во оваа гранка е стасана до едно посериозно ниво и можам да кажам дека понатаму изведбата, менаџирањето и работата со овој тип на конструкции на терен е многу олеснета и е стасана до ниво каде што конструкциите, овие што ги гледате вака моделирани на презентацијата, може да ги изведите само со употреба на смартфон или на таблет. Голем дел од оние работи кои се работени пешки или рачно и кои се продукт на мануелна работа, веќе во челичните конструкции особено се дигитализирани на едно повисоко ниво. И пак ќе се повторам уште еднаш, сите овие работи што ги гледате и што ние ги работиме и што сме ги усовршиле, вие ќе ги запознаете во текот на вашите додипломски и постдипломски студии и сите потребни софтверски пакети и апликации за анализа и проектирање, исто така ќе ги запознаете во текот на вашите студии. Ви благодарам.
Ви благодариме. Симона, додека вие имате моќта да се вратите низ времето, кој од денешните постоечки алатки би ги воведеле одново? Тешко прашање. Се обидувам да се сетам токму во 2005 година, кога ги завршував средношколските денови и се запишував на градежниот факултет. Тоа беше период кога за да можеме да испратиме мејл, мораше да одиме специјално во така наречените интернет кафе. Не знам дали се уште постои такво нешто, бидејќи сега претпоставувам дека сите можете мејл да пратите од вашите телефони. Па проидовме низ една целосна трансформација од една таква состојба во која што денес не можеме да замислиме да немаме автоматизиран апдейт на нашите телефони кога ни стигнува мејл. Да не зборувам за пресметковни алатки и слично, но ако морам едно нешто да одберам кое што навистина би посакувала да го имав на располагање пред 15 години, дефинитивно тоа мој конечен одговор би бил ChatGPT. Станува збор за еден многу брз и корисен сопатник во нашето работење, кој што е се повеќе и повеќе вклучен. Многу од процесите кои што сум морала мануелно да ги пребарувам со најразлични пребарувачи, да ги барам по најразлична литература, сега одеднаш стануваат многу брзо и лесно достапни. И се разбира, не можеме да не спомнеме дека покрај неговата огромна употребливост и моќ би нагласила дека мора да бидеме исклучително предпазливи при неговата примена и бидејќи пред вас предстојат долгогодишни програмски задачи, не една што ќе трае повеќе години, туку повеќе години на студирање, исполнети со краткотрајни програмски задачи, ќе треба да решавате различни проблеми и еве би посакала денес можеби токму тоа да го нагласам дека овие алатки треба да се разберат токму и како тоа што во моментов и се алатки кои што треба многу внимателно да ги користиме и не треба да ни служат за генерирање на содржини, туку исклучиво за олеснување на најразлични меѓупроцеси, подобрување на одредени пребарувачки вештини и во такви рамки мислам дека тоа е алатката што би одбрала да можам да користам пред 15 години. Да, тоа е многу актуелен одговор, заради тоа што сум сигурна дека сите тука присутни се запознаени со ChatGPT и додека сме во актуелните теми додека навлегуваме до што би сакала да прашам, дали сметате дека вештачката интелигенција може да ве замени вас, геодетите, градежниците и општо, мислам дека тука спаѓаат и сите вработени во техничкиот смер и дали и колку може да ви помогне пред да навлезе во комплетна замена? И ова прашање бара многу подолг одговор, а може би и целосна панел дискусија на таа тема за примена на вештачка интелигенција во нашата професија. Она што сега накратко ќе го кажам како моje мислење е дека вештачката интелигенција не може да замени ниту еден градежен, геодетски или геотехнички инженер, заради тоа што на вештачката интелигенција секогаш ќе недостига она човечка креативност, односно оној личен печат кој што секој инженер може да го остави во својот проект. Исто така, вештачката интелигенција ја нема целата реална слика и нема способност за критичко, етичко размислување. Како што веќе колешката спомна, навистина вештачката интелигенција многу навлегува во нашиот и приватен живот, секако и во секоја професија, меѓутоа ние треба да бидеме подготвени со доволно знаење за да знаеме како и кога ќе искористиме вештачката интелигенција во наша полза. Супер, ви благодариме. Јована, како што напоменавте, вашата компанија има бранши во странство и затоа сакам да ве прашам кои се предностите и предизвиците за работата во странство и се тоа кога ќе одговорите, ако може да го земете предвид најголемите и најновите дигитални алатки и технологии што се присутни во градежништвото. Токму тоа е една од најдобрите предности, можноста да се сретнеме со нови софтвери и нови технологии кои што се користат во државата за кои што ние работиме. Исто така и можноста да соработуваме со колеги кои што имаат студирано таму и да размениме, да кажам, знаења и искуства кои што ние ги имаме тука и тие ги имаат таму.
Како недостаток, може би издвоила моментално работен проект кој што се наоѓа во Северна Америка, па временските зони се тие што ни отежнуваат комуникацијата понекогаш и тоа може да ги забави некои од процесите. И затоа сакам да напоменам дека до студентите дека комуникацијата е доста битен фактор и да не се плашат да прашуваат и комуницираат со асистентите, професорите додека се на нивните студии. Благодариме. И додека сме уште тука, сакам да ги прашам било кој од панелистите што смета дека можат најубаво да ми одговорат. Според вас, дали сметате дека основната подоба на машки и женски професии е валидно во градежништвото и дали мислите дека градежништвото се уште се смета за машка професија? Еве, јас ќе кажам неколку зборови. Може да погледнете околу вас, ќе видите дека веќе сме 50% застапени, ако не, може би женските се доминантни. Продеканот за настава може да потврди. Од нашето досегашно искуство, машки, женски во нашата професија, освен полот, друго нема подоба. Значи, од аспект на инженерско размислување, нема подобри машки или подобри женски инженери. Како ќе се изградите како човек, како стручњак во својата област, така и ќе настапувате нели во стопанството. Не е битно дали сте маж или жена. Единствено што можам тука сега во моментот да посочам од моето искуство со студентите е дека женските се можеби малку попедантни во изработка на програмските задачи. Значи машката популација да се потруди малку да биде попедантна, а инаку од аспект на размислување не, или од аспект на проектирање, изведба или докажување на својата нели професионализам во стопанството, не гледам разлика. Еве некој друг нека каже нешто ако има да додаде. Еве и колегите студенти. Јас се согласувам во потполно со колешката Фросина и сметам дека како што каже и таа полот е всушност само на машки и женски, на крајот на денот каков инженер сме, тотално зависи од нас и од нашето инвестирање во нашата едукација. Добро, ви благодариме на сите што присуствувавте на оваа панел дискусија и уште еднаш се заблагодарувам на панелистите. Благодарам. Остано на последното, седете, значи сега уште малце, ориентирање низ зградата на факултетот. Значи планиравме да се поделиме во 4 групи, да ве поделиме во 4 групи и да се прошетате во придружба на нашите асистенти и студенти низ факултетот.